За време на големата источна криза од 1875 до 1881 година, македонскиот народ, како никогаш пред тоа, учествувал во тогашните ослободителни движења и борби и во војните против Османиската империја, со цел да ги оствари своите стремежи за ослободување од многувековното робство и за своја национална држава. Тоа дошло до израз особено по Берлинскиот конгрес, кога избувнало македонското, односно кресненското востание, и во текот на борбите по него, кога покрај другото се појавиле две влади. Првата, наречена Привремена управа на Македонија на Пирин со председателот Васил Дијамандиев од Охрид, а втората Привремена влада на Македонија на Грементеке, која се наоѓа меѓу Воден, Солун и Битола. Според еден конзулски извештај, овие две влади се залагале за автономија на Македонија и за рамноправност на сите нејзини жители. Тие биле против приклучувањето на Македонија кон некоја од трите соседни држави. Привремената влада на Македонија на Грементеке истапувала како орган на Националното собрание на македонскиот народ, составено од привремени представници, од кои повеќето учествувале во Кресненското востание, и барала автономија за Македонија. Привремената влада на Македонија на 2 јуни 1880 година до дипломатските представници на големите сили во Солун испратила едно протоколарно решение на Националното собрание, подпишано од председателот на владата Васил Симон и од Кремонтос Христо од Преспа, како главен командант на воените сили на Македонија. Во протоколарното решение, Националното собрание на македонскиот народ барало од цариградската влада и од големите сили неодложно спроведување на членот 23 од Берлинскиот договор, според кој цариградската влада требаше да ја даде на Македонија органски устав, сличен на Критскиот устав од 1868 година, тоест ограничена автономна управа со општ совет парламент и управен совет влада, начело со еден генерален гувернер. Привремената влада на Македонија, знаејќи дека цариградската влада не ќе ги спроведе изнесените и други барања, се заканувала дека ќе го повика македонскиот народ на оружје со лозинката Македонија на македонците. Според едно известување на баронот Гундлах, кој соработувал со некои раководители на тоа движење, привремената влада оваа лозинка ја конкретизирала како цел за изградување одделно кнежевство Македонија, што ќе биде член на една конфедерација на балканските држави. Истовремено, владата се спротивставувала на завојувачките аспирации на виенската влада и на балканските држави. Во ова време, кога действувала привремената влада на Македонија, независно од неа, во Охридско, Кичевско, Демирхисарско, Крушевско и Прилепско, се распрамтувало едно револуционерно движење, познато како заговор во Западна Македонија или како Брсјачки бунт. Во Охрид и во Крушево отпорано имало два кружока со заговорнички карактер, а во споменатите околии действувале неколку ајдучки дружини. Во Охридскиот кружок се зачлениле нови поактивни луѓе: Христо Момиров, Коста Манулов, Зафир Белев, Ѓорѓи Снегаров, Коста Нелчинов и други, кои ја прошириле заговорничката дејност меѓу некои занаетчии, еснафи и меѓу селаните. Врските со селаните и со ајдучките дружини се одржувале преку лекарот Константин Робев и други, а главно преку браќата трговци со стока Ангел и Петар Спространови, кои се движеле во споменатите и во други околии. Охридскиот кружок, наречен и комитет, одржал три поважни состаноци. Еден во градот Охрид и друг во Топличкиот манастир Свети Никола над село Жван и третиот во манастирот Свети Јован Претеча Демирхисарско. На нив учествувале ајдучкиот војвода Илија Делија од Илино, неговите соработници Спас Ангелов од Спрострање и Велјан Стефанов од Велмевци, тројцата од Демирхисарско, Иван Паунчев,
braćata Sprostranovi, Kosta Limončev, Risto Popov i drugi. Najznačajan od sostanosite bil tretiot, poširoki od sostanog, što se održalo vo januari 1881. godina vo manastir od Sveti Jovan Pretečak i selo to Slepče, Demirhisersko. Na nego učestvovale spomenatite dejci, nekoliko vojvodi, Ilija, Angele, Ceranec, Mijajle, Todorov i predstavnici na nekoj sela vo Ohridsko, Kičevsko, Demirhisersko i Kruševsko. Učesnicite na sostanokot rešile da se zasilat podgotovkite za oružena borba i dale kletva da se borat za oslobodovanje to na Makedonije. Ohriljani do izvesna mera sorabotovale so revolucionerni od kružak vo Kruševu, vo koj členuvale Hristo Pop Stefanov, Ico Karev, Nikola Kovačot i drugi. Hristo Pop Stefanov so svoj brat Atanas, vo rodnoto selo Sopotnica, Demirhisersko, bil glavni od koordinator na vrskite so spomenatite vojvodi od Ohridsko, Kičevsko i Demirhisersko i so prilepski od vojvoda Dime Čakre. Ovije i drugi dejci održuvale jedno sovetuvanje vo Dolno Divjaci Kruševsko i rešile da vršat podgotovki za vostanije za osloboduvanje od ropstvotu. Učesnicite vo vostaničkото движење во споменатите околии со собствени средства и сили вооружиле неколку ајдучки дружини и вршеле други подготовки за востание. Оружените дружини извеле повеќе борбени акции, убиле неколку бегови, аги и разбойници кои го тероризирале македонското население. Со такви акции се истакнале прилепските борбени дружини на војводите Димче Чакре и брат му Мијајле, Спиро Црне, Ѓорѓи Лажот и други. Ликвидирањето на злогласните Сулейман Јашарбек, Селим Ага, Чакребек и други разбойници во споменатите околии го охрабри македонското население порешително да го изразува својот отпор против османското угнетување. Сите младинци, пишува еден учесник во движењето, мечтаевме да станеме комити и да се бориме за слободата на Македонија. На разни собири се пееја јуначки и револуционерни песни. Затоа османлиските власти презеле опширни и ефикасни мерки против движењето и постепено почнале да ги откриваат и да ги затвораат заговорниците, прво во Прилепско, во ноември 1880 година, а во март 1881 година и во Охридско, Кичевско, Демирхисарско и Крушевско. Потоа, во јуни 1881 година, во Битола на разни казни биле осудени 14 затвореници и преку Солун биле интернирани во малоазиските тврдини. Тоа значело крај на дејноста на револуционерните кружоци и групи. Но и потоа, споменатите ајдушки дружини и војводи, освен Диме Чакре, кој бил убиен со тројца соборци во Прилеп, не настрадале и продолжиле да дејствуваат. Без оглед на поразот, ова востаничко револуционерно движење, кое се разгорело во 5 околии, уште еднаш ја истакнало целта за ослободувањето на Македонија од османското робство и ги манифестирало стремежите на македонскиот народ за слобода и самостојност. По 1881 година, во Македонија положбата на македонскиот народ и условите за национална, културно-просветна и ослободителна работа биле мощне тешки, поради теророт на османлиските власти и разбойниците и поради антимакедонската дејност на големодржавните пропаганди на соседните монархии.
Bez ogled na to se pravile poveke napori za združeno, organizirano dejstvovanje i bile formirani nekoliko kulturno-prosvetnih društva i grupi koji do opredelena merka predstavuvale podgotvitelna faza za idnoto nacionalno osloboditelno dviženje. Во Скопје својата дејност ја обновило друштвото Развитие. Во Битола се формирало друштвото Братство и остварило некои културно-просветни акции на македонски јазик. Во Солун, главниот стопански центар на Македонија, биле извршени целосни подготовки да се отвори печатница и да се печати вестник под име Развитие, што би го издавало друштвото Развитие, кое било во тек на формирање. Преку овие и други акции во Солун и во други места дошле до израз желбите и стремежите за организирана, самостојна македонска дејност која можела да се продлабочи и да се прошири по цела Македонија. Затоа екзархијата, како орган на големобугарската пропаганда, се спротивставила на таа дејност и во соработка со османлиските власти ја оневозможила. Без оглед на прогонствата и строгиот режим, во Солунската гимназија и во други места се ширела литературата со револуционерна и социјалистичка содржина, а некои учители и повеќе ученици во јануари 1888 година го организирале најголемиот младински бунт против екзархиските управници. Учениците барале во наставата да се замени бугарскиот со македонски јазик и да се укине строгиот језуитски режим. Екзархиските власти ги исклучиле од гимназијата учениците бунтовници. Меѓу нив биле и идните раководители на македонското национално ослободително движење Даме Груев и Петар Попарсов, а пред тоа, како бунтовници биле исклучени Ѓорче Петров, Пере Тошев и други. Меѓу познатите здруженија спаѓа и друштвото Свети Климент во Охрид, кое дејствувало во годините 1885 до 1891. Во него, покрај другите, членувале и познатите дејци Ѓорѓи Белев, Ефтим Спространов, Ѓорѓи Балашчев, Климент Караѓулев и други. Преку ова друштво се изразиле антиекзархиските стремежи на младината и преку неговиот таен револуционерен кружок почнала да се развива известна револуционерна дејност. Имено, во 1887 година, кога бил донесен законот за фориите, според кој и христијаните во битолскиот вилает добиле оружје да се бранат од разбојниците, членовите на кружокот агитирале по селата не само за борба против разбојниците, туку и за порадикален отпор против османлиските власти. Военото искуство и оружјето што останало од времето на фориите, тоест на селската милиција, селаните го употребувале во револуционерната борба во текот на наредните години. По споменатите востанија, борби и други настани во соседните држави биле принудени да емигрираат поголем број македонци. Таму, владеачките кругови вршеле врзнив асимилација, економски и политички притисок, за да ги принудат македонците да служат на големодржавната политика што ја воделе тие држави спрема Македонија. За разлика од нив, народите од тие земји сочувствувале со страдањата на македонците и ги помагале. Без оглед на тоа, од редовите на македонската емиграција излегле многу дејци, кои директно или индиректно ја продолжиле и ја развиле борбата за ослободувањето на Македонија и за македонска самостојност и држава. Така, друштвото Македонски глас, чиј председател бил Васил Дијамандиев, преку својот истоимен вестник Македонски глас и преку друга дејност, се залагало за автономија на Македонија и за создавање на едно внатрешно ослободително движење во земјата.
Тоа действувало главно во Бугарија, но уште во 1885 година го издигнало принципот за борба против сите бугарски и други фактори што се спротивставувале на македонското ослободително движење. Ќе се бориме немилосрдно, изјавил македонски глас против сите што ја сопираат борбата за ослободување на Македонија, било да се тоа екзарси, министри, кнезови, императори. Некои македонци преку овој весник агитирале за борба за создавање конфедерација со соседните народи и за изградување наш национален живот врз социјалистичка основа. Исто и друштвото Искра во градот Русе и неговиот весник Македонец агитирал за ослободување на поробена Македонија, татковина на словенските просветители Кирил и Методиј. Во периодот 1885-1887 година во Софија, Белград и во Цариград развил известна национална дејност тајниот македонски комитет. Според еден бугарски полициски извештај, 20 македонски студенти на Софискиот универзитет се групирале и агитирале дека македонците представуваат посебен народ со посебна историја, сегашност и иднина. Бугарските власти го растуриле комитетот во Софија, но тој продолжил да действува во Белград, каде што пребегале неколку негови членови, меѓу кои биле Коста Грубче и Темко Попов од Охрид. Овие двајца, како најактивни, во јули 1887 година, до пратениците на големите сили во Цариград поднесле молба со која барале да им се помогне во добивањето дозвола за издавање весник, Македонски лист. Истовремено, тие укажале на грабнувачката политика што ја воделе балканските монархии спрема Македонија. Во врска со тоа, тие изјавувале дека македонците се посебен народ, со посебна историја, нарави и обичаи, и дека нема никој право да претендира над Македонија. Таа им припаѓа на македонците. Нивната молба не била прифатена, но за лозинката Македонија на македонците се бореле не само македонците, туку се залагале и некои истакнати личности од Европа, како Вилијам Гледстон и други. Во врска со изнесените и другите стремежи и акции на македонците, словенецот Мирослав Хумбаер, кој бил заповедник на штабот на македонското, односно крестенското востание во неговиот втор период, пишувал дека во Македонија секој македонец во себе си ја носи мислата за слободна, независна и самостојна Македонија и е готов да се бори за ослободување од османлиското угнетување, но не и за замена на османлискиот со некој друг угнетувачки режим. Освен тајниот македонски комитет и други здруженија на македонската емиграција и на студентите во Србија, како друштвото Братство во Врање, работеле директно или индиректно за македонската посебност и држава. Во 1892 година Братство истапило со барањето на Македонија да ѝ се дадат автономни права, ветени со Берлинскиот договор. Во периодот од 1881 до 1893 година, освен споменатите и други друштва, групи, весници и поединци агитирале или работеле за револуционерна ослободителна борба во Македонија и за незината автономија. Спиро Гулапчев од Лерин се залагал за самостојност на Македонија. Ѓорѓе Пулевски, освен како војвода, се истакнал со своите трудови и со дејноста за македонската национална самостојност.
Исаија Мажовски од Лазарополе се борел за ослободувањето на Македонија и за незиното самостојно државно уредување. Митрополитот на Скопската епархија Теодосиј се борел за извојување самостојна македонска црква и за тоа бил прогонуван од екзархијата. За автономија и за ослободувањето на Македонија действувал преку весниците Македонски глас и други весници Коста Шахов, а и многу други македонски дејци. Во годините 1890-1893 ослободителното движење се засилило преку новоформираните македонски здруженија и групи, меѓу кои биле и групата Македонци социјалисти, начело со Васил Главинов. Од здруженијата најважна била младата македонска книжевна дружина во Софија, која имала научни, национални и револуционерни цели. Неа ја формирале или членувале во неа повеќе млади интелектуалци, меѓу кои биле и идните раководители на македонското национално ослободително движење Даме Груев, Петар Попарсов, Иван Хаджи Николов, Гоце Делчев и други. Оваа млада македонска дружина, како мото на програмската статија објавена во своето списание Лоза, ја ставила следната лозинка на античкиот филозоф Софокле. Ништожник е тој кој има подобар пријател од својата татковина. Дружината ги поканила сите македонци да се здружат и да се борат против сите непријатели на Македонија, османиските угнетувачи, пропагандите на балканските и на другите држави и нивните агенти. Бугарскиот владин орган Свобода ја нападнал малата македонска книжевна дружина и незините сомисленици, затоа што сметале дека македонците се одделна нација со посебен јазик, со посебни историски задачи, дека нивната татковина е Македонија. Поради тоа, бугарската влада презела казнени мерки против дружината и незините сомисленици. Споменатите раководители биле прогонувани и се вратиле во Македонија, каде што ги продолжиле напорите за создавање организација, која потоа се формира и се нарече Тајна македонско-одринска револуционерна организација, а подоцна Внатрешна македонско-одринска револуционерна организација.